Точно е 19 часот и 24 минути. Почитувани, ја слушате и гледате емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони Бети Треновски. После кратко чекање во наредниве минути ќе разговараме со нашата гостинка за денес, господја Дафина Стојановска, народен пратеник во Законодавниот дом на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН, член на извршниот комитет на партијата и заменик координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Господја Стојановска е веќе со нас. Се слушаме добро, ако е така. Добро ви утро, господја Стојановска, и добро ни дојдовте на Македонски корени. Вака, Дафина, во рече можеме да се префрлиме на видео линк сега. Да. Слободно одите тамо, во рече, супер. Момент само. Во ред, нели? Сега можеме да се кажеме повторно добро утро, добар ден. Драго ми е, добро утро на сите, на македонците од Австралија и сите останати македонци, бидејќи колку што гледам, мислам дека не само од Австралија, туку многу имате следачи и заинтересирани луѓе, предизвикувате силно внимание, тоа сигурно се должи само на вашите содржини и квалитетот на вашата емисија. Благодарам уште еднаш за поканата. Ви благодариме и вам. Ви благодариме за убавите зборови, ни го направивте денот и покрај тоа што веќе чекориме полека во радосниот ден, меѓутоа ето радоста уште сега ја осеќаме. Изградбата на двата коридори кои се најавува како многу голем стратешки интерес за Македонија се претвори во вистинска сага. Кои се причините према вас за компрометирањето на процесот, почнувајќи од изборот за надзор, па се до најновото експресно предлагање и носење на неколку додатни закони по итна постапка и тоа со тенко мнозинство? Дали се случува најголем грабеж во македонската понова историја? Зошто Артем Груби е поставен како главен координатор за изградбата на коридорите? Па да, ова моментално е, мислам, топ тема, најактуелна тема што се случува во Македонија и сметам ја и на неколку наврати кога имав можност да говорам за тоа, кажав дека ова е можеби не е најголем грабеж во поновата историја на Македонија, мислам во постоењето на Македонија е во најголем грабеж. Самото име доволно говори дека народот во Македонија е премногу осетлив на ова име, бидејќи ова име е секогаш поврзано со компрометирачки сделки, со тендер сделки и сега еве гледате дека во период кога Македонија се наоѓа во огромна, би рекла, и економска криза и криза од секаков тип, криза на идентитет и така натаму, дошле во Македонија ќе ја овозможи, нели, добра патна инфраструктура, но сите црвени светла, односно алармот во Република Македонија е вклучен на тоа дека позади овој огромен проект кој што ќе носи огромен бенефит за Република Македонија, кој ќе профитира. Дека ќе профитира, тоа е сигурно, со самото тоа што стои ова име како главен во секако координатор, како промотор, го видовте само тој еден и единствен имаше маичка, на која маичка единствено можевме да ја видиме трасата, на ниеден друг документ не е видена трасата од овој проект на векот, така да апсолутно се е сомнително и јавноста е дигната на нозе, гледате дека уште не започнат, проектот е компрометиран, дали со фирмите кои што ќе учествуваат во неговиот надзор, дали со потеклото на тие фирми, со сопствениците на тие фирми, дали, како што кажав, со имињата на луѓето од власта кои што го промовираат овој проект, а секако злоупотребуваат само името на фирмата Бехтел и ЕНКА, која што доаѓа од нашиот стратешки партнер, за која што апсолутно ништо немаме на што да се пожалиме или да искритикуваме, но ете, се обидуваат и на оваа фирма да ја фрлат црна дамка, а тоа е со начинот на кој што еве започнуваат уште не започнат проект да го контаминираат со тешка злоупотреба, со криминали, со тоа дека ајде ќе зборуваме понатаму, се надевам за тоа како ќе се менуваат противуставно закони, како нештота морале да се случат затоа што се работело за национален интерес, а од друга страна се крие од нацијата. Така да мислам дека се работи за тешка мафијашка работа, за личност која што е синоним за склучување на тендери во 4 очи, синоним за
за нечесни сделки, така да мислам дека не случајно е токму тој избран да го има главниот збор. Во суштина тој го има главниот збор, иако се нарекува себе си, односно му измислија една нова функција како беше прв заменик премиер. Тоа никаде го нема ни во устав, ни во влада како место, но не само што е прв заменик премиер, туку мислам дека ова неспособна гарнитура на СДСМ му овозможи да биде токму прв човек во државата, но за нас од ВМРО ДПМН тоа е личност која што е прва само по криминал и по корупција, ништо друго. Господја Стојановска, зошто обвинителството се уште молчи и покрај тоа што во јавноста секојдневно излегуваат информации дека се работи за огромни коруптивни сделки, и како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека тој не заседавал со владината седница кога на неговата сопруга и доделија државно земјиште по багателна цена од 70 денари по метар квадратен? Докаде се спремни да ја оценуваат интелигенцијата на македонскиот народ? Па, ако го споменавте веќе јавното обвинителство, нема што тоа јавно обвинителство воопшто како да не постои во државава, или ако нешто реши да превземе, тоа е сигурно по насока на извршната власт. Знаете кој лик е се уште таму на позиција државен јавен обвинител, тоа е истиот лик кој што во собрание веќе мислам ќе полни во мај месец 2 цели години како е предлог кандидат за уставен судија, односно таа седница е пред цели 2 години започната, речиси, а тој како предлог е стасан пред 1 година, а предлог е нели за уставен судија, тоа веројатно му е како награда за ова што досега го има сработено, односно не сработено како нели прв во јавното обвинителство на Република Македонија. Јас лично од јавното обвинителство не можам ништо да очекувам, бидејќи строго работи само по насоки и во координација со извршната власт. А кога веќе ја споменав извршната власт, нели вашето второ прашање се однесуваше на така наречениот премиер господинот Ковачевски и неговото оправдување дека на онаа седница на влада кога се донела одлука неговата сопруга нели да се додели земјиште кое што чисто 1 метар квадратен чинел 70 денари, замислите, поевтино и од 1 килограм кромит во моментот во Република Македонија, и нели тоа така наивно вели не бил присутен. Јас мислам дека тој никогаш не е присутен на седниците на влада, односно никогаш со нив не заседава, а тој ден можеби само физички не бил присутен, бидејќи со седниците на влада заседава токму оној лик за кој што ми беше поставено првото прашање. Едноставно Ковачевски до толку е компромитиран и до толку е неспособен, имајќи позади себе и цел пиар тим кој што нели за 100 дена троши државни пари од 26.000 евра за да ја покрене неговата популарност, па не можат да го посоветуваат дека тој самиот си го вмешува семејството во неговата работа, а не е виновна ВМРО ДПМН, бидејќи не знам дали некој поскор политичар до толку има направено грешки во чекори, вклучувајќи ги членовите на своето семејство. Така да тоа е еден лик кој што е апсолутно несериозен, неспособен, некапацитетен и само си замислува дека заседава со седници на влада, а тој ден би рекла само физички не бил присутен, иако на сите останати тој не гледам дека е присутен и дека нешто сработува по своја иницијатива или по свој здрав разум. Намерно не бил таму, така. Господја Стојановска, како гледате на предлогот на владата со закон да се променело работното време од 40 часов на недела на 60 часа, со изговор дека ваква промена морало да се направи за навреме да се завршеле двата коридора? Знаете ли некоја друга земја во светот каде што постои 60 часов на работно време? Ја враќаат ли Македонија овие од оваа ненародна власт во робовладетелско општество? Како го толкувате оправдувањето на Ковачевски дека законот за работното време ќе се однесувало само за стратешки проекти од национален интерес, како што бил изградбата на коридорите, додавајќи дека работниците ќе работеле на доброволна основа, при тоа не пропуштајќи да ја обвини опозицијата за ширење на лаги и хистерии? И како гледате на изјавата на Груби дека ако македонските работници не сакале да работаат продолжено работно време, ќе увезеле работници од странство?
А да, тоа е таа нивната дрскост и ароганција од една страна, а од друга страна ставањето нивно пред свршен чин, односно ветиле дека ќе спроведат нешто и сега имаат проблем во спроведувањето и кога тој проблем ќе ја подигне јавноста на нозе, овде не е на нозе подигната само ВМРО ДПМН, овде се подигнати на нозе буквално сите. И медиуми, и работници, значи буквално нема семејство, нема куќа во Република Македонија која што не е засегната со овој антиуставен предлог на закон, бидејќи пред година дена Уставен суд има донесена одлука со која што го поништува членот со кој што нели намерата на Ковачевски на Груби за да се зголеми работната недела од 40 на 60 часа е тука завршена, односно приказната како што велат тие дека тие ја завршуваат, не, завршено уште пред година дена кога Уставен суд има донесена одлука дека ова не смее да се случи, не да се работи за национален интерес, значи ниту еден закон во ниту една држава никогаш не може да биде поставен над Уставот. А Уставот што вели? Она што досега и постоело, тоа е дека работната недела за сите во Република Македонија е 40 работни часа, 40 часа, впрочем истите овие луѓе пред година и половина многу триумфално го донесува во собрание законот за недела неработен ден, сметајќи дека со тој предлог на закон ќе ги заштитат македонските работници, со тоа дека во недела треба со закон да бидат ослободени од работа, освен нели имаше исклучоци вработени по молови, трговски центри и така натаму, кои што доколку работат, истото ќе им биде исплатено. Сега прашање е дали оние кои што изминатава година и пол откако овој закон за недела неработен ден е донесен, дали им е исплатена неделата или како што јавна тајна се знае во Македонија дека на нив не им се даваат пари, туку им се дава можност преку работната недела по 2-3 слободни часа да се земат, што апсолутно не е според закон, но овдека законот ќе се донесе, а никој потоа не контролира дали се имплементира, дали се позитивни одговорите, односно повратните резултати од следењето на имплементација на некој донесен закон, за да сега после година и пол ние гледаме дека од истите луѓе, од истата гарнитура на власт, ни доаѓа еден антиуставен предлог на закон, замислете, кој што е за интересите, односно за она што го договориле Груби и Ковачевски, а и со подписи на пратениците на мнозинството, што е апсолутно контрадикторно, што е апсолутно уште еден доказ дека во Република Македонија пратениците на власта се користат исклучиво за да спроведат туѓи интереси, за да ги наместат. Пред 2 дена сигурно ја следите политичката состојба, самиот Ковачевски, вчера или завчера беше, простете сега, нема да бидам доволно прецизна, кога самиот се извлече на новинарско прашање, односно се обидуваше да се извлече и кажа не, тоа не е мој антиуставен предлог, тоа е предлог на пратениците. А кои се пратениците? Од која партија потекнуваат? Од партијата на која што е таа председател. И јас пред 2 дена кога заседаваше Комисијата за труд и социјална политика, на која што единствена точка на дневен ред беше една од овие 8 кои што морало да се изгласаат, како вели Артан Груби, токму тоа го говорев на моите колеги во пратеници во собранието од власта да не дозволат со нив некој да манипулира, затоа што подписот е единствениот, како да кажам, се не сум правник, меѓутоа за да се започне една судска постапка, прво се бара доказ со подпис со име и презиме. Тие си се подпишани име, презиме и подпис. Овој предлог единствено требаше да дојде само подпишан или од Артан Груби, или од Ковачевски, или еве и од двајцата. Ниту еден од нив нема. И пазете, според деловник во ваков случај, бидејќи се работи за скратена постапка, тие по деловник се задолжителни да присуствуваат како представници на влада. Макај нас ништо веќе не се почитувавме, народот, пратениците, сите се навикнавме да се прекршува редот, да се прекршуваат законите и така да се е дозволено, па и ова еве се тера на брзина и ќе се вратам како што кажав и на почетокот, го контаминира овој процес, го контаминира нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, значи се што допреа контаминира, му дадоа други
му дадоа друга слика, односно велам се што и овој пат велат дека ете е за национален интерес, се согласуваме, затоа поднесуваме само стратешки амандмани, не го блокираме процесот, но процесот самите го блокира, односно во него се заглавени, уште не започнат и затоа кај нас веќе стои голем прашалник дали конечно ова би започнало и би се реализирало ако сме сведоци на еден ваков катастрофален почеток, а нема абер ниту од првиот изграден метар, камоли километар. Господино Станевска, антиуставни предлози на закони против одлука на Уставен суд, значи тоа доволно говори дека на вистина Артан Груби и Ковачевски мораат ова да го прават, тие ги знаат причините, бидејќи нели договорот ниту еден во Македонија го нема видено, а нели најавуваа дека ќе се види, нема да се види, се е испомешано и се е започнато како што не треба. Господја Становска, иако ѓаволот одамно ја избркал шегата од Македонија, сепак ќе речем дека после се ова испаѓа дека Ковачевски, исто како и неговиот претходник Заев, е црпнат од нива. Дали можете да пронајдете од која нива се црпнуваат лидери и премиери вакви какви што ги има СДСМ, а богами и некои други политички партии кои претендираат да бидат дел од власта, па да појдете и ви од ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија да црпнете некој додека има? Знаете како, ако е тоа рецептот за да се стигне на власт, ние велиме не благодарам. Ние си имаме еден лидер од кој што мислам дека на сите коси им се крева, бидејќи го слушаат и знаат дека тој нема да отстапи од она што го зборува, а тоа е дека конечно во Македонија ќе завладеат правото и правдата, како што беше нели слоганот на нашата кандидатка за председателка Гордана Силјановска Давкова. Такви лидери гледате докаде ни ја доведоа државата, за жал паднате квалитетот, многу е опаднат квалитетот и мерит системот, односно системот на борба на подобриот квалитет апсолутно кај нас не важи. Кога дочекавме еден Зоран Заев, па еве денес и Димитар Ковачевски да ни се премиери, значи во оваа држава се е можно и апсолутно мислам дека треба да се срамат овие луѓе било каква порака или совет да дадат до младите во Македонија, бидејќи тие се апсолутно контрапример на се она што го зборуваат или на се она во што би верувале младите во Република Македонија и резултат на тоа е секако нели нивното иселување или желба за што поскоро напуштање на Република Македонија, не затоа што во Република Македонија не може да се снајде човек со работа или за екзистенција, туку токму заради тоа што вакви ликови ни ја водат државата и затоа што довербата во институциите е сведена на под нула, бидејќи кај нас во Македонија за еден најобичен, неопходен документ, што еве да речам според закони ви следува, како да кажам, извод на родени, да речеме, или возачка дозвола кај нас се мора да пројде низ некои од рацете на овие црпнатите и од тоа нашите млади се ужаснати. Ужаснати се и странците кои што овде доаѓаат и например можеби проверуваат дали е добро место да инвестираат, да отворат некој бизнис и слично. Ужаснати се од многу работи и затоа Македонија е стигната до овој степен токму заради ваквите црпнати луѓе. И ние нема да го следиме примерот да црпнеме, да ја најдеме нивата од каде што ги црпнуваат ваквите луѓе, туку напротив, ова мора да се прекине. Оваа пракса е лошо докажана. Овој пример е лошо докажан во праксата и мора да се смени, бидејќи истите тие нели сосема друго ветуваа кога беа опозиција, за жал сосема спротивно спроведуваат, докажуваат на дело и се само лош пример. Би рекла за жал, еве, иако сме ние опозиција и реагираме на ова, но за жал тоа е дел и од комплетната слика за нашата држава, било каде надвор од Република Македонија и ние не можеме не можеме негде да порекнеме дека ете каков таков Димитар Ковачевски, тој што е премиер на Република Македонија, дека Стево Пендаровски е нејзин председател и за жал затоа такви се мерит системите и затоа ќе треба многу борба, многу работа, откако после следните парламентарни избори ВМРО ДПМН ќе ја превземе власта во своји раце, ќе не чека многу работа, многу сериозност, ниту една грешка од ниту една личност, позиции има многу,
но народот е многу сензитивен, народот е особено ранлив, веќе мислам дека нема да толерира грешки, затоа ни се потребни само сериозни луѓе кои што некако Артем Груби и Ковачевски ќе договараат сделки за 70 денари квадрат на своите сопружници и сопруги, туку ќе гледаат нешто повеќе да се сработи за овој напатен македонски народ, за земјоделецот, за пензионерите, конечно учебници да има за учениците. Немам тема на која што не можам да ги критикувам и да кажам дека може многу повеќе да се заложат, многу повеќе да сработат, ако ништо друго, барем народот да видеше дека се потрудиле, па не успеа. Овие апсолутно не се потрудија, туку апсолутно има и докажаа дека имаат сосема спротивен интерес. Од информациите кои ги добивме на трасата каде што поминуваат коридорите, се наоѓаат голем број на археолошки, но и природни богатства, меѓу кои една од најинтересните се уште неистражена пештера која го носи името Убавица. Како можеа овие од владата да склучуваат договори со странски фирми од кои не се бара да имаат концесии за користење на минерални и природни богатства? Постои ли опасност со ваквите непромислени одлуки компаниите да ги искористат евентуалните пронајдени артефакти и природни ресурси за сопствени потреби? Да, постои тоа како огромна опасност за оваа тема и добро е што нели во понеделникот излегува на протест вработените од Дејност на култура, па дали заради нив или на вистина видоа дека претераа, па нели овој предлог на закон барем за сега се повлече од процедура, односно не го изгласаа да биде точка на дневен ред. Инаку би се обидела сликовито да ви објаснам која е опасноста доколку овој закон поминеше, а нели заради национален интерес, а тоа е нели заради изградбата односно реализација на проектот Бехтел и ЕНК. Еве сега да замислиме дека изведувачот започнува со работа и наидува на некој археолошки локалитета. Сите наоди говорат, односно праксата говори дека Македонија буквално лежи над вакви се уште неоткопани, неоткриени археолошки локалитети и тогаш, според овој предлог на закон, наместо да се извести надлежната установа за истово, значи тоа е установа која што за заштита на културно наследство и нели припаѓа на Министерство за култура и да се извести МВР, тогаш тој според законот би требало да го извести само надзорниот инженер во случајот кој што нели би бил најмен од фирмата која што доскоро произведувала гачи. Простете, несериозно, значи до толку е сведени археолошката култура, културното наследство на Република Македонија вака под името на една од појаките фирми на наш стратешки партнери, ама вака да се злоупотребува. Многу ми е жал што министерка за култура имаме која што апсолутно не ја чувме за ова да реагира, а и предпоставувам дека не може да реагира бидејќи сигурно немала поим ниту таа, ниту Министерство за култура, ниту соодветните институции од таму за каков предлог закон се работи, бидејќи гледате потпишан е договор за кој што апсолутно никој не знае, ниту смее да знае и законот за заштита на културното наследство. Значи, културата на Република Македонија е она што мислам дека им боде очи на сите. Во културата, односно нашето културно наследство, се вградени темелите на нашата држава. Во културата ни е нели и историјата. Тоа е она за кое што сите во околината се заинтересирани, нели заради што не оценуваат и законот за заштита на културното наследство треба да биде над сите овие закони, а не овие закони на Бехтел и ЕНК да бидат подредени во случајов или поточно овој закон да биде подреден на овие предлог на закони. Сметам дека е добро што овој предлог на закон се повлече, но очекував или апелираме, се уште има време, бидејќи ниту еден од овие предлог на закони од 9 остана 8 не е изгласан. Повикуваме на разум, имаме само стратешки амандмани, ништо повеќе, но
За сега барем еве една недела помина од понеделникот работна, не видов дека има слух кај пратениците, осве што седат со наведнати глави и молчат апсолутно, ниту еден од нив не стана да не убеди со некој аргумент, да ни каже некој доказ зошто е тоа добро, а не гледам дека е добро во Македонија работникот да работи по 60 часа неделно или во Македонија културното наследство да се дава на надзор, односно да помине кога евентуално би било откриено на надзор од фирма која што допред некое време нели произведувала долна облека или гачи, вака би кажала, можеби е несоодветен збор. Така се однесуваат луѓето и мислам дека го испровоцира од нас да излезе најлошото, за колку само целта ми е да ги освестам колку се лоши, за жал кај нив нема чувство, нема свест, нема срам, нема совест, морал и тоа е тоа. Што се однесува до Министерската за култура, сигурно се уште мисли дека е со скафандер, затоа не може да го види она што и се случува пред носот. Инаку во собраниска процедура со 9 закони поврзани со проектот за изработка на коридорот 8 и 10, со исклучок на еден кој го повлекоа, а кои закони ги предложи владата преку група на пратеници од парламентарното мнозинство. Имајќи предвид дека вие пратениците го немате добиено на увид договорот кој беше потпишан, ми се чини на 8 март, но и фактот дека вашата пратеничка група ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во понеделникот ја напуштивте седницата, како течеше и тече расправата во комисиите, но и на пленарните седници? И зошто ја напуштивте седницата? Зошто овие 9 закони, сега 8, се предложија после официјалното започнување, кое беше на 4 април, а не пред тоа? Колку и кои од овие предлог закони по скратена итна постапка поминаа, а колку не? И врз која основа овие од тенкото парламентарно мнозинство ги оправдуваат, ги бранат и ги изгласуваат овие закони, бидејќи, како што напоменавме, го немаат видено договорот? И секако, кои овие предложени закони се најспорни или сите се спорни, можеби? Да, мислам дека сите се спорни, бидејќи сите се поставуваат над уставот, односно над досегашната македонска легислатива. Значи, станува збор, беше првично 9 предлог на закони, сега спаднаа на 8. Неделава после усвојувањето на дневниот ред се одржа, односно се свика само 2 седници. Едната беше, мислам, на кој што се разгледуваат дел од овие закони. Едната беше Комисијата за труд и социјална политика, на која што заседава, односно е според договор, според пракса, според правилник, таа комисија ја води пратеник од опозицијата. А сега нели биде после реконструкцијата на владата, бидејќи Алијанса премина на страна на власта, значи досегашниот председател од кој што е пратеник од Алијанса, апсолутно не требаше да ја води оваа седница на Комисија за труд и социјална политика, ама си ја водеше човекот и помина еден ден само во процедурални забелешки на оваа комисија, а вториот ден започнавме со процедурални и се заврши само со усвојување на дневниот ред. Тука точка на дневен ред е законот за изменување на законот за работни односи, односно обидот од 40 работни часа во неделата да се зголемат на 60 и давањето ексклузивно право на Министерката за труд и социјална политика, таа да одредува на кои од работниците и колкава плата ќе им исплаќа доколку се согласат да работат по 60 часа неделно. И усвоен е само дневниот ред. Ние тука имаме поднесено 2 суштински амандмани. Едниот е членот да се укине, со кој што од 40 се зголемуваат на 60 работни часа, а вториот е да се укине ексклузивното право на министерката, додека пак колегите од Левица имаат поднесено амандмани за блокирање на овој закон. Мислам дека над 1110 амандмани имаат поднесено, но се уште не е започната амандманската расправа тука. Дали Талја Џаферич изнајде некој начин па да ги елиминира овие амандмани и воопшто да не се започне амандманска расправа или ќе заглави во преводот, бидејќи многу пати имаме примери кога нештото не им одговара да започне и ќе велат амандманите се на преведување, но за сега не можам ништо од тоа да кажам. Ние имаме, реков, 2 суштински амандмани. Нашата цел е знаејќи го значењето од овој проект, но доколку не би бил вака
вака контаминиран, апсолутно немаме ништо против во Македонија да се градат автопати, камо среќа за изминативе 6 години да се изградеа барем оние 2 километри на автопатот спрема Блаце, но за жал од оваа неспособна власт тоа не го видовме, но затоа сме со вакви амандмани со намера да ги разубедиме колегите пратеници од власта дека она што го потпишале еден ден ќе биде, односно и сега е противзаконско, но за жал сега нема институции кои што на ова би реагирале, да се вразумат, да ги повлечат предлог законите или евентуално да ги прифатат нашите амандмани. И втора комисија на која што почна да се разгледува, односно требаше да почне да се разгледува еден од овие закони, беше Комисијата за економски прашања. Таму беше законот за минерални суровини, но таму се уште не е усвоен ни дневниот ред. Само еден ден е од оваа комисија одржан и е завршен само со процедурални забелешки од истиот принцип како и овие, односно убедување, предупредување дека пратениците на мнозинството се во голема грешка, дека ги местат луѓето од власта, ама да видиме како сето ова ќе заврши. Значи ни преостануваат уште 6 од предлог законите предложени од страна на колеги пратеници, ама зад кои што стои извршната власт, па да видиме како ќе се одбива работата. И морам да напоменам, барем што се однесува до законот за од 40 зголемување на 60 работни дена, дека тука во тајниот договор кој што никој не го знае, Ковачевски и Груби велат дека доколку, односно подпредседателот Николовски на мојата партија ги обелодени и кажа дека според тој договор, доколку овој закон не се изгласа во рок од 45 дена, дека ќе се плаќаат пенали, кои што ќе чинат државата најмалку 53 милиони евра годишно беше, така да еве времето тече, дали тие ќе се обидат да брзаат и да велат дека ова мора да се сработи, или пак можеби, ајде да не бидам претенциозна, можеби им одговара да се доцни, затоа што дел од исплатата некаде ќе заврши, а не онаму каде што треба, ама сето тоа е прашање на кое што треба други институции да реагираат. Ние како опозиција сме тука да предупредуваме, да прашуваме, да апелираме, па можеби некој ќе се најде кој што е со чиста совест и можеби нема да се нафати на вакви нечисти сделки, останува да видиме. Артан Груби, на кого вие му ставивте и надимак, величенствениот, јавно кажа дека нема да го даде договорот на увид, а пратеникот Каевски од СДСМ пак само неколку минути после тоа изјави дека наскоро договорот ќе бил ставен на увид и ќе бил достапен за пратениците и за јавноста. Во четвртокот и Ковачевски застана на истата линија со Артан Груби, изјавувајќи дека договорот ќе бил достапен само за институциите, а не за пратениците и јавноста. Како гледате на спротивставените изјави во владеачкото мнозинство околу тоа дали да биде даден договорот на увид на пратениците и јавноста или не? Па, ова е само уште еден доказ за нивната несигурност, како прво во сами себе, а потоа и едни меѓу други тие не се сигурни, и стравот кај сите од величествениот, бидејќи што тој ќе каже, тоа мислам дека е конечното. Ама оваа какафонија доволно зборува дека се работи за сериозен проект кој што треба да биде спроведен од несериозни луѓе. Видете, не може во еден ден или преку еден ден да се случуваат контраизјави од луѓе кои што стојат позади овој проект. Не може еден ден едниот да вели дека се работи за класифицирана тајна, другиот да ви каже дека се работи за деловна тајна. Или еден да ви каже дека тоа нема да го види јавноста, следен ден некој да ви најави дека тоа ќе го види јавноста. Значи, какафонија што е доказ дека тие се несигурни ни во сами себе, ни во она што треба, во што треба да ја убедат македонската јавност, далеку од тоа дека некој им верува дека се сериозни, дека се добронамерни, така да тие со ваквото однесување само тоа го потврдуваат и ништо повеќе. Дали овие договори кои се склучени помеѓу компаниите Бехтел и Енка, од една страна, од друга страна стои Република Македонија како втора или прва договорна страна, смеат да бидат класифицирани како тајна, која се знае дека не се работи за некаква воена тајна? По која причина владата ги класифицира овие договори и дали
брзањето да се изгласаат овие 9 предложени сега веќе 8 закони може да се поврзе со засега се уште во вид на шпекулации дека во овие договори имало делови кои биле противуставни и против постоечките закони, или пак ова е еден однапред испланирана и разработена стратегија за подкуп на гласачи, користејќи ги средствата кои им стоат на располагање наменети за изградба на двата коридора, или едното и другото. Па да, би се согласила дека едното и другото. Видете, споменав на неколку пати, може би во текот на емисијава, но и ете собрание или други можности кога сум имала, дека е ова однапред испланирана плячка на векот, на постоењето на Македонија, да. Но исто така е доказ дека се неспособни. Значи, вие вакво нешто да планирате и вакви чекори да ви се случуваат, би рекла, еве, уште не започнато или на самиот почеток, е крајно непрофесионално. Па макар да се работи, еве, и за плячка, нели, која што треба да ја протнат во јавноста како национален интерес, стратешки интерес и така натаму. Дали треба ова да се помине како класифициран или како деловна тајна? Ние во Македонија имаме врвни експерти кои треба да се произнесат или институции кои што треба да реагираат. За жал гледате молк. Кај нас не се реагира, кај нас не сме да се реагира. Кај нас ниту јавното обвинителство, ниту еве ново назначениот за организиран криминал не смеат глава да кренат или да започнат некој предмет доколку за тоа не добијат дозвола. И замислете, тоа ни се случува од истите оние луѓе кои што на времето беа против Сваровски судството, против тефтерчињата и така натаму. Во Македонија се случува многу поголем криминал. Во Македонија изминативе 6 години, веќе станаа 6, не е една, две, помина и ковидот. Ние сме најдалеку од војната во Русија и помеѓу Русија и Украина, а овдека нашиве политичари велат дека се ова не е последица на тоа, ве молам. Нашиот БДП е најмал после Русија и Украина, колку сме далеку. Кои последици? Не имаме последици од неспособни политичари, од политичари кои што се заинтересирани само за профит. И ова да ни го протнат како тајна, јас во ред, може би да се работи за деловна тајна, но на ваков начин, со противуставни предлог на закони, најбитното според мене е без да биде сослушана, прашана експертизата во Македонија, тогаш не може да не кажеме дека е работата повеќе од сомнителна. Зошто за сите овие предлог на закони имаа доволно време, не се отвореше една јавна расправа? Да ги чуевме експертите, така не сме ни експерти во сите области. Конкретно јас сум пратеничка која што сум испратена во собрание затоа што нели не избрале гласачи, затоа што сум представничка на мојата партија, но не сум јас експерт од сите области. Јас работам по материјали од луѓе кои што ќе ми ги сработат, кои што си се повикани по соодветната професија. Кој е во држава експерт? Артан Груби ли ни се најголемите експерти и Димитар Ковачевски? Како тие сите ги одминуваат и ќе дојдат во собрание и велат ова мора да се помине и пазете им велат на нивните пратеници, потпишете се тука, вие ќе бидете предлагачи. Па видете, малолетно дете да е во прашање, па ова нема да го направи. А не ликови како Артан Груби и Димитар Ковачевски вака да се однесуваат со нивните сопартици, со нивните пратеници, тие во собрание да молчат, никој од нив, апсолутно ниту еден збор нема кажано, освен Арбер Адеми по 2-3 реченици како нели прво потпишан меѓу предлагачите на пленарната седница и толку. Молкот доволно говори дека пратениците апсолутно со ништо не се запознати, дека експертската јавност никаде ја нема, дека ни една област, еве зборуваме за култура, Министерката за култура поим нема за каков предлог на закон се. Никој не ја консултирал, никој не ја известил. Таа не е експерт од областа култура, имаме многу поголеми експерти кои што за жал се тргнати на маргините, да се известат, да се сослушаат, да се прашаат, а не на брзина и не под превезот морало и не под превезот проект на годината, стратешки партнери, така натаму. Тоа се само манипулации, малверзации за да ги прикријат нивните криминали и тоа верувајте дека веќе не проаѓа. Обид дали е ова за повторен предизборен подкуп, нели, доколку вработуваат, па Артан Груби дури вчера или завчера кажал, ако не сакаат нашите, ќе најдеме други, мислам дека веќе не врви обид.
криминалец да ве подкупи, човек кој што на вашата мака профитира, мислам дека не треба да се надеваат дека таа песна уште еднаш ќе се слуша во Република Македонија. Господја Стојановска, пред да се префрлиме на друга тема, каков би бил вашиот одговор на логичното прашање кое се наметнува како резултат на се она што се случува во договорите? Дали Македонија ги најмува компаниите за да работат за интересите на државата и народот наш македонски, или обратно компаниите ја најмија Македонија да работи за нив? Видете, во случајов кога зборуваме за Македонија, кај нас представници се Артан Груби, па после сите останати, меѓу нив и Димитар Ковачевски. И јас и во собранието на Комисијата за труд и социјална политика прашав која е таа компанија која што ќе прифати да учествува нели во овој проект, капитален проект, без некој да ја го покаже договорот, така како таа ќе потпише да работи, да соработува, да најмува работници за нивните права, да одговара, ако не го види постоечкиот договор, кој што нели велат сите дека е тајна, никаде го нема, дали е исчезнат и каде се чува, не знам, но сметам дека доколку еве и со честни намери која и компанија да биде, треба да биде свесна и да ги следи досегашните примери дека ќе има работа со нечесен партнер од другата страна. Тој нечесен партнер е оној нели со маичката кој што само тој имаше ексклузивно таква маичка, на единствено на која што можевме да ја видиме трасата, и мислам дека символиката беше доволна, трасата одеше во недоглед, а осмицата нели која положиме хоризонтално е знак на бесконечност. Значи, нивниот план е бесконечно овој проект да се одолговлекува и бесконечно да траат нивните криминали и подценувања на македонскиот народ, но за жал времето им е кусо за оваа нивна бесконечност, имаат само уште неколку месеци и како што гледате, тие не гледаат овие неколку месеци да ги искористат за некое корисно предлог, законско решение, да речеме да го подобрат образованието кое што ни е на дното, или да не дај Боже нешто се обидат во здравство да исправат, туку ете гледате че ни протнуваат вакви морални закони, че ни протнуваат, че ни подготвуваат закони за повторен обид за игри на среќа и лотарија, од каде што пак истиот влик има намера да профитира, че ни протнуваат едноставно само закони кои што се свесни дека откако ќе се смени власта нема да поминат, а тие веќе ги ветиле, договориле профит, едноставно тие се само лошата слика на Македонија и секој кој што во нив гледа сериозен партнер, долговечен партнер, мислам дека за многу скоро ќе биде излажен во своите верувања. Така. Вие од ВМРО ДПМН го реактуализиравте еден предлог кој првично дојде од оваа ненародна власт, но и од еврокомесарот Гир, а тоа е Хрватскиот устав. Зошто сега Ковачевски, но и другите околу него бегаат, така речено како змија од оган, и молчат да кажат дали за нив е прифатлив хрватскиот модел, туку продолжуваат да ве повикуваат да се приклучите на работната група? Па мислам дека Ковачевски подобар предлог не можел да добие и затоа што предлогот е сосема пристоен и наместо, не може да очекуваме од еден лик како Ковачевски да добиеме пристоен и умесен одговор, па затоа единствена опција му е да бега или да премалчува или да не повикува во работната група, за која што според мене апсолутно смешно е да се дискутира. Како можеме да седнеме на маса и да разговараме за да се случи нешто против кое ние сме кажале дека нема да се случи преку нас додека сме ние пратеници. Смешно, меѓутоа во немање на доволно аргументи ние дадовме пример на земја членка на Европска Унија, пример на кој што до скоро време имавме некои изјави токму од Ковачевски од минатата година, август месец, мислам, или дека сосема е на место Хрватскиот устав, за да сега нели не им одговараат. Тоа се ликови кои што менуваат ставови, менуваат мислења во текот на денот. Значи, по примерот на Зоран Заев, како што рековте, од кај ги црпнуваат, од која нива, со која храна ги гледале, навистина не знам, но се навистина тежок срам за Република Македонија и се додека тие ни ја водат држава, мислам дека тоа е главната причина и пречка за
нашиот пат кон Европската Унија, пречка не се ВМРО ДПМН и нејзините конзистентни ставови, особено во поглед на тоа дека промена на устав по нечив диктат и после која што ќе следуваат нови уцени, апсолутно не сме согласни да ја поддржиме, да гласаме за истата, така да безпредметно е ова губење на време. Но да, во немоќ, односно немање интерес да се сработи нешто квалитетно, конкретно и корисно за граѓаните, тие сега ќе им го губат времето, а како што гледате го губат наназад, па мислам дека од јули месец минатата година, кога им помина непристојниот француски предлог во собрание, дека тие само со тоа го заплашуваат македонскиот народ, ги пребројуваат пратениците на ВМРО ДПМН, толку ќе има, волку ќе има, кој ќе гласал, како ќе гласал, ние од тогаш па секој ден им велиме, уште денес ставете ја таа седница на дневен ред со таа точка, да завршиме со оваа драмолетка и да почнеме нешто конкретно да ве видиме да сработите. Немаат што да сработат, немаат што да кажат и затоа овој процес ќе го одолговлекуваат како би добиле во време, како би ги истерале овие штетни законски решенија и после на крајот ќе кажат простете, ние направивме се што можевме, ама антиевропското ВМРО ДПМН е виновно што не добивме шанса за отпочнување на преговори со Европската Унија, а никако да се седат дека нивните криминали и корупцијата стана број 1 проекти кои што тие ги реализираа изминативе 6 цели години. И тие се единствените причини што ние стоиме на патот кон Европската Унија. Доколку овие од власта се предомислат, да речеме и го прифатат хрватскиот устав да се преслика во македонскиот, кој ќе биде следниот чекор на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија? Дали ќе дадете поддршка за промена сега или сепак со тој предлог ќе излезете пред гласачите за да ви ја дадат довербата на следните парламентарни избори, било тоа да се вонредни или редовни? Токму така, значи како што е кажано многу пати наназад, еве и сега само да потврдам, ова е еден доста компромисен и на место предлог кој што ќе оди како предлог на следните избори, па потоа, но гледате дека шансите за да се прифети се сосема минимални од другата страна, бидејќи се затечени, немаат никаков соодветен контраодговор и многу тешко веројатно да го прифатат, а дај Боже доколку го прифатат, тоа ќе значи веднаш, мислам да тоа што ВМРО ДПМН има кажано, секој предлог за уставна измена би се случил, односно прво ќе го чуеме одговорот и мислењето на нашите гласачи, нашите сограѓани, па после би прешле евентуално на таков чекор, но како што имаме многу пати кажано, не од уцена. Ние мора да имаме некоја гаранција дека после тоа не би се случило некоја нова уцена, некоја ново менување на учебник, бидејќи знаете како во Македонија, еве да не кажам повеќе, но наназад 30 години не се случило, еве можеби повозрасни сме ние, не се случило ние да се доведеме во состојба да се немало пари за да се испечатат учебници. Мене ми е многу ова посомнително дека се прави за да не се испечатат оние учебници кои што се договорени, кои што гледате дека бугарската страна ги споменува, дека велат не само уставни измени, туку треба да се променат и учебниците, а знаеме со која цел би се смениле учебниците. Инаку кога ние сме се нашле во состојба да немаме испечатени учебници? Никогаш. И ова е една замка за која што ќе разговараме дополнително, за која што сега не е време, која што сега не е тема. Тема е како да проидат овие противуставни закони. Ве молам, некој нас треба конечно да ни гарантира. Доста не тапка по раме и ни велат, ајде уште овој храбар чекор. Вие сте многу храбри, вие сте историја, пишувате историја, вие сте таква и таква генерација. Која генерација? До каде ни ја доведоа Македонија? Нели после референдумот кој што го прекршија противуставно отидоа против волја на граѓани, нели тој ќе не доведеше до влез во Европската Унија? Ни го променија името, каде сме? Повторно сме уценувани и не сме уценувани сега само со тоа бугарите да ги впишеме во преамбулата. Него сме уценувани со договорот. Ниту еден пример нема каде што билатерален договор е вметнат во
во преговорите за влез на Европската унија. Ниту еден случај прекршени се копенхашки критериуми. Да, Бугарија е членка на Европска унија, но Македонија е исто така самостојна суверена држава која што мора да се избори за своите права и за националните интереси, особено овде затоа што се работи за интересите на македонците. Гледате дека за жал на останатите како да не им е многу битно или многу болно она што ние го преживуваме или би го преживувале ако евентуално се случи среќа, што во овој парламентарен состав има 44 пратеника на коалицијата на ВМРО ДПМН Обнова за Македонија, така што како сакате да ја превртите нивната весела, шарена или не знам каква математика, не може да стигнат до бројката со која што би дошле до уште еден понижувачки чин, кој што тие ќе го наречат храбар, а кој што никаде нема да не одведе, туку повторно до еден чорсокак и до некоја следна и очекувана уцена, која што навистина не знам што следно ќе побара од нас и која глава повеќе ќе биде наведната. Господа Становска, рековте во самиот одговор на прашањето, многу често и скоро секој ден го повторувате истото. Меѓутоа ние го знаеме тоа, но сепак се одлучивме да го поставиме ова прашање, бидејќи во последно време многу папагали од владеачкото мнозинство се јавија и трубат дека ВМРО ДПМН го променила мислењето. Е добро што потврдивте дека се уште стоите на истата одлука дека во овој парламентарен состав нема да има промена на уставот. Не, тоа е кажано, затоа ви велам, Талат Џафери, нели, секогаш се фали со тоа право негово, дека, нели, собранието било во постојано заседание, иако малку криво го толкува, постојано заседание значи нешто сосема друго, еве, значи, во секој момент нека започне. Значи, им велиме, залудно губат време сега во формирање работни групи, во ангажирање на луѓе или назначување на луѓе кои што во добар дел од нив, колку што ги прочитав имињата, апсолутно немаат врска со темата на која. Но зошто тоа го прават кога од другава страна нема луѓе кои би гласале? Нема аргумент со кој што би не разубедиле. Нека не трошат време. Нека ги ангажираат тие луѓе за некоја покорисна работа, подржавничка работа, а овде темата е завршена. Ако сметаат дека со уставни промени ќе се дојде до следни избори и до нивна победа, значи еве да се обидеме, да направиме пресек, да одиме на избори, па на избори секој да си победи со својата програма. Ние ќе им го понудиме на нашите гласачи она што сметаме, тие нека им понудат уставни измени по бугарска уцена, па да видиме кој ќе победи. Вака само залудно трошат време или евентуално ако времето им е неопходно за реализација на проектите на величествениот, кои што ќе значат можеби негово зголемување или зголемување на контото на неговата партија, но напоменав еднаш, мислам дека повеќе овој народ не се купува со такви криминални пари, затоа што народот многу добро виде како е злоупотребен и како е изманипулиран и дека голем дел не само македонци, албанци, турци, роми, сите ја напуштаат држава токму заради овие криминалци. Председателот Пендаровски пред некој ден изјави дека не требало воопшто да се троши време за да се разговара за хрватскиот модел за промена на уставот и дека тоа е затворено прашање бидејќи некои теми биле затворени со Охридскиот договор. Како гледате на оваа негова изјава? Па знаете како се однесува повеќе Пендаровски би рекла како пратеник на една политичка партија, отколку како председател на држава, односно председател на сите кои што живеат во Република Македонија. Тој слично како и Љубомир Јовевски без да добие дозвола или насоки од Социјалдемократскиот сојуз, тој не може да даде некоја конкретна изјава или ако ја даде, слободно може после и да ја измени, така да апсолутно председател кој што повеќе има слика од што има. Тони само со вакви изјави го потврдува она што
Јас го кажувам и го мислам за него, а тоа е дека е најслабиот председател што Република Македонија го имала во незиното постојање изминативе 30 години. Знаете да се однесувате сервилно само заради надеж дека и следните избори би ве кандидирала партијата е крајно понижувачки за еден млад лик, би рекла релативно, универзитетски професор, што би требало да е синоним за изградена личност, личност со свој став, личност во која што граѓаните ќе имаат доверба и едва ќе чекаат момент да го слушнат неговото мислење кај нас. Апсолутно тоа е една бледа слика која што во собрание се појавува само оној минимум го исполнува од еднаш годишно обраќање во собранието, иако за време на неговиот мандат имало многу актуелни состојби, да не речам алармантни, кога еден државник кој што јас сум го замислувала како државник председател на една држава, дека требал да се обрати на многу наврати наназад, кога во Македонија се случувале работи на кои што еден соодветен председател на држава и тоа како требал да има свој став, требало да има свој обраќање во државата, а конечно требало да и превземе своји чекори кои што се негови надлежности, но ништо од тоа. Не гледаме така да тој како еден експерт, особено на оваа тема, мислам дека само потврди дека е многу лоша личност на едно сериозно место, од кое што не можеме да очекуваме сериозен став и сериозно мислење. Како гледате на предложените кандидати за работните групи кои наводно ќе работаат на пишување на амандманите за промена на уставот со цел вметнување на бугарите во преамбулата, а како резултат на даденото ветување од страна на владата и тоа без претходна согласност и консултација со опозицијата и стручната фела. Каква е таа работна група која сама со себе ќе дебатира, со што ја потврдува народната каде ја те суди, каде ја те тужи? И какви резултати очекувате од меѓусебните дебати, бидејќи мнозинството, ако не и сите со исклучок на една, другите сите доаѓаат од опозицијата? Па да, тоа би можело да се протолкува како една најобична седница на влада, бидејќи тука ќе дебатираат само луѓе од власта. Ниту една партија од опозицијата не се нафати да им номинира представник во таа работна група. Кажав, само ќе губат време или ќе ја матат водата да не биде бистра, а бистрината е таа што е кажана дека ВМРО ДПМН со 44 пратеника во коалицијата и во овој парламентарен состав нема да поддржи уставни измени. Значи, зошто толкав труд, толкави напори, толкаво одземање на внимание, на време, на ресурси на крајот на криштата во оваа криза за тема која што однапред се знае дека е апсолвирана, дека нема да помине. Значи, што тие ќе се трудат да ни понудат нешто, зашто ние нема да гласаме? Што сакаат да ни понудат, ние нема да го гласаме во овој мандат. Милион пати кажано и еве ги молиме да ни дадат можност да им го докажеме на дело. Нека ја свикаат конечно седницата, нека не го трошат времето на овие дел од нив, еве нека ми простат експерти, ама дел од нив апсолутно промашени имења, нека им дадат нешто конкретно да сработат, нешто конкретно, а не да матат вода да не биде бистра. Водата е бистра, ВМРО ДПМН нема да поддржи уставни измени под бугарски диктат и точка. И нема потреба да си трошат време, да си ги трошат и нивните ресурси човечки, да си паметот да им се троши на ваква работа, подобро нека се вложат, нека се внесат во нешто многу покорисно. Ова ќе им биде залудно потрошено време и без никаков ефект. Значи да работите на нешто што нема да се реализира, како да ви кажам, ајде да не направам некоја неумесна споредба, но повторно еве да го дефинирам како замајување на јавноста и трошење на драгоценното време кој што и тоа како може многу покорисно да биде потрошено. Како ќе ја прокоментирате сликата која деновиве се врти на социјалните мрежи, каде што од видеото се гледа дека во старата Скопска чаршија, како на влезот, така и на излезот, се веат знамињата на Албанија, а никаде го нема македонското знаме. Слична беше и сликата пред неколку недели во Кичево, кога пред очите на македонскиот народ се прославуваше 10 години албанска власт во градот.
Кој ги поставува и зошто овие знамења, кога се знае дека во законот за употреба на знамењата на заедниците во Македонија, покрај знамењата на заедниците мора да биде истакнато и македонското знаме, кое треба да биде поголемо од малцинските знамења? Знаете како тоа може би е сега актуелна тема за во Старата Чаршија или во Кичево. Јас знаете дека живеам во Гостивар, тоа е секојдневие кај нас, на назад години, и не кога имало закони, кога немало закони, па и овој закон не се почитува. Трнете на кај Охрид од Гостивар на патот до после Кичево, Заја, селото од каде што нели доаѓа Али Ахмети, значи се веат албански знамења. Дали е тоа законски? Па во оваа држава никој не почитува закон. Која институција дошла овде да провери кој закон се почитува? Или законот за двојазичност, тој пред да биде донесен, кај нас се употребува. Погледнете ги таблите со надписи. Се искривоколчува македонскиот јазик, тука имате топоними кои што на македонски јазик се напишани како што се изговараат на албански, што апсолутно нема врска со македонското име, например, на едно село. Милион примери, тоа се секојдневие, но јас имам едно друго прашање, тоа што во оваа држава не реагираат институции, што довербата во институциите е таква каква што е, затоа што не смеат да реагираат, затоа што се е кај нас базирано на партиско-коалициски преговори и договори. Јас само сакам да се запрашам, дали тоа што еве, например, во Гостивар, Тетово, Кичево, Стара Чаршија се веат знамења албански поголеми од македонските противуставно, дали тоа нешто им донело како бенефит, нешто им придонело во подоброто живење на етничките албанци во Македонија. Тие, како што напоменав, подеднакво исто се иселуваат од краиштата каде што живеат. Знамењата не носат подобар живот, двојазичноста не носи повисоки плати или поголеми работни места. Што направи Дуи во периодот додека била власт? Ги пренатрупа институциите и администрацијата со нивни членови, но дали квалитетот повратно го добиле албанските наши сограѓани? Ако веќе зборуваме на тема поделени етнички па знамења, никој не е задоволен во оваа држава. Ниту од тоа што се веат знамења, нека се веат и македонски, нам економијата ни пропаѓа, нам вербата ни пропаѓа. А истите тие луѓе најмалку ја почитуваат Македонија, незината законодавност и слично. Не зборувам за етничките албанци, зборувам за луѓето кои што се на власт, а кои што се припадници на Дуи, за жал, припадници на СДСМ, тие сето ова го дозволуваат, тие сето ова го премолчуваат, затоа што ако се запнат за една сериозна контрола, сериозно спроведување, почитување на закони, тогаш тие ќе запнат уште на првиот обид. Затоа што се премногу компрометирани, затоа што немаат авторитет за да некому се испречат и да му кажат ти не го почитуваш законот, тебе ти следува според закон тоа и тоа, бидејќи самите истото го прават. Самите се имаат компрометирано и затоа немаат ниту авторитет, затоа еден премиер ќе ви кажува, не бев јас присутен на таа седница кога на мојата сопруга и се доделил таков имот, па ве молам, тоа мислам дека во градинка едно мало дете по паметен одговор ќе се сети отколку тоа, така да веењето на знамењата е само доказ дека постои немоќ за справување со економијата, постои немоќ за отварање на нови фабрики. Се сеќавате ликот Артан Груби, кој што барем во оваа емисија чинам како да е најповеќе споменувано име, пред 2 години беше или пред година кога во Тетово ја промовираше отварање на фабрика за екоавтомобили. Да, пред 2 години. Мислам дека само од камен темелник имаше, бидејќи мајчка не се сеќавам дека тогаш ме текнало да испечати, значи како и затоа ќе се веат знамења. И кога ќе дојде во криза Дуи, кога гледаат дека веќе не можат со ова, или ќе промовираат некој ваков проект, или ќе или чизмите од таванки баре. Чизмите, пушките, закани, па никој овде од никого не се плаши. Ве молам, кажав од веењето на албански знамења, јас не видов дека некој албанец добил поголема плата или поголеми примања или подобро работно место. Овдека само добиваат преку ред, противзаконски, ете гледате си се стекнуваат со правосудни испити без да имаат диплома за правен факултет,
се добиваат имоти по 70 денари квадрат. Тоа е злоупотреба на положбата власт, а никако употреба на положбата власт за да се почитуваат закони. И затоа ќе се веат знамиња и никој не смее да реагира на тоа, затоа што тоа можеби е последната тема на која што ако се почне да се воведува ред или една од последните, настани се многу побитни други теми, образование, здравство, социјала, земјоделие. Нема страна од каде што треба да се свртиме, а да не почнеме. А тие овде ќе ни формираат работни групи кои ништо нема да сработат за тема која што однапред се знае дека нема да помине. Ете тоа е. Затоа велам матење вода да не биде бистра. Така, господја Ствановска, иако знаеме дека недемократски е да се зборува за лице кое во тој момент не се наоѓа на исто место, за да може да има и тој шанса да си го каже својот став, сепак се одлучивме да биде тема на вечерашниот разговор, бидејќи се работи за јавна личност. Се работи за господинот Апасиев, лидерот на Левица, кој со посетата на гробот на Енвер Оџа не шокира, да бидеме искрени. Како вие гледате на оваа негова посета? Шокирани ли сте и вие од ова што го направи Апасиев, имајќи предвид дека тој за време на шарената револуција, а под плаштата демократија се бореше да гурне наводниот режим или како што велеше груевизмот. Да не заборавиме да подсетиме македонската јавност дека ми се чини дека Апасиев на почетокот на неговата политичка кариера беше и претседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Велес. Каде исчезна неговата демократија и со кои очи го гледаше режимот, односно груевизмот? Толку ли беше од неговото видување на демократијата да се случи, да се одлучи да се поклони на гробот на Енвер Оџа и му даде почит на човекот кој во 47-та година бил на страната на Сталин и кој на своја душа носи преку 100.000 души? Па знаете како, и јас прво кога видов таква фотографија, мислев дека е фотомонтажа. Јас не верував на своите очи во тоа што го гледам, но ова е уште еден доказ дека Левица е промашена инвестиција на Социјалдемократскиот сојуз во нивната намера, бидејќи нели она што го направија нивниот лидер пред 2 дена е да се потроши такво нешто за да се поклониш на гробот на личност. Тоа е враќање минимум 70 години назад. Тоа е одење контра на сите досега искажани ставови, шарени револуции, не знам што. Или еве во времето, значи тоа е контроверзна личност која што е променлива зависно од тоа од каде доаѓаат нели финансиите и мотивациите. Јас мислам дека покорисно би било тој ден Апасиев да го искористеше да стави уште некој потпис на уште некој амандман, бидејќи нели ќе блокираше закони кои што не може да ги блокира, па го вперува прстот во ВМРО ДПМН. Мислам дека е несериозен лик, тоа е еден Facebook патриот кој што ако се сеќавате пред да стане пратеник, односно ете освоја и 2 пратенички места, ветува можат да се најдат тие ветувања дека нели ќе го вратат името. Значи лесно е да ветувате, односно вие да кажувате работи кои што народот сака да ги слушне, но кога ќе дојде моментот на реализација, тогаш ВМРО ДПМН е способно за тоа. Ние не можеме, немаме ресурси, имаме 2 пратеници, од кои што едниот оди да се поклони на гробот на еден од најголемите диктатори, би рекла во албанската историја, така да тоа е за мене една нестабилна личност и како што кажав, промашена инвестиција на Зоран Заев и на СДСМ, која што со секој изминат ден мислам дека прави се поголеми грешки, така да и надежите кои што можеби младата популација која што е најмногу ја замајува или го следи овој лик, можеби нема слушнато за Енвер Оџа, но добро е да ги запрашаат своите родители, дедовци и баби, па да им кажат за каков лик се работи, за тоа што има направено пред едно 70 на години, така да не знам во каква состојба била Апасиев оној ден што таму помина. Аз ви реков искрено, верував дека е фотомонтажа, но очигледно е вистина, бидејќи го имаше и на нивната официјална страна. Ако ме следите, многу малку време посветувам на оваа партија, на овие ликови, бидејќи на вистина не го заслужуваат моето внимание, затоа што многу малку ги има во собрание. Најгласни се кога пратениците на ВМРО ДПМН ги нема или на почеток на седница, кога треба да се направи некоја слика за насловна страна или за
или за на Facebook, а нешто на дело апсолутно од нивна страна немаме видено. Поминати се и години за тоа да се докаже дека ова што го зборуваме така, колку што можевте да видите, ги нема апсолутно нигде. И сега кога најавија, па не знам како беше колегата, дури физичка пресметка, не знам на што биле подготвени, еве да ги видиме дали се способни да блокираат или се способни само да предизвикаат револт кај граѓаните и интерес да се занимаваме со споредни теми, а не со оние главните, а главните се нели предавството на држава кое ни се случува во Чекора, за кое што најмалку е виновна ВМРО ДПМН, но да, левица е тука да критикува зависно како е расположена, но најчесто го критикува ВМРО ДПМН, а заради нивната немоќ и неспособност нешто да сторат од она што тие го ветуваат. Тие треба да се сериозни политичари, она што го ветиле во нивната кампања, да го реализираат. Потсетив дека ветуваат дека ќе го вратат името. Не е тоа така. Да, тоа е она што народот сака да го слушне, но треба да се размисли како до таа реализација. Ние секојаш велам, напаѓаме, критикуваме, имавме неколку месечна или активна блокада која што е се уште во тек, но кога ќе дојде чинот на гласање, треба сите да сме свесни и народот да е свесен дека чинот на гласање е тој. Ние немаме мнозинство во собрание. Немаме мнозинство, а не сме шарени револуционери и не сакаме да бидеме насилни за да предизвикаме некој хаос од кој што после би страдале наши луѓе и би имале проблеми со судови. Така да мислам дека е доволно време народот виде со кого има работа и убаво е да знае дека на следните избори секој глас кој што ќе залута по вакви политички партии кои што чија што цел е само да го ослабнат контото на ВМРО ДПМН ќе биде изгубен глас. Добро е да се излезе на избори, добро е да се даде својот глас, но кога утре ќе бидат истите ликови подготвени да го критикуваат ВМРО ДПМН дека нема сила, дека не може, треба да се свесни дека кога даваат глас на вакви мали политички партии кои што апсолутно не потврдиле дека она што го ветиле го реализираат, дека тогаш што е изгубен глас и дека тогаш и тие личности треба да се имаат на себе одговорноста за тоа што во оваа држава не функционира ништо како што треба. Кога сме кај господин Отапасиев, како ќе ја прокоментирате неговата изјава поврзана со предлог законот за работни односи, дадена за една национална телевизија на која рече, цитирам, ние како работничка партија не смееме да дозволиме ова да помине и затоа поднесовме 1111 амандмани и тоа само за еден закон, а тоа е законот за работни односи, за разлика од како што рече тој, ДПМН активната блокада ја сведоа само на 2 амандмани. Па тоа е уште една потврда за она што го зборував, дека како да ги споредам, значи се фалат дека ќе се тепаат, ама кога ќе им треба тепачот, тогаш ќе го вперат прстот во ВМРО ДПМН. Значи велат не смееле да дозволат, ама ВМРО ДПМН е тоа што треба да спречи. Ако тие не смеат да дозволат, значи не смеат да дозволат, така е? 1111 амандмани се доволно за да тие не дозволат, но тие треба да знаат дека тоа треба да значи дека тие двајцата треба да се постојано присутни на таа комисија. И дека 1111 амандмани треба потолку да имаат на секој од останатите, колку беа уште 7 преостанати закони. Еден во комисија за економија помина, мислам дека немаат ниту еден амандман тука поминато. Значи ви велам, тие се само за да бидат присутни на првиот блок реклами. Првиот закон, 1111 амандмани, ние блокираме, како ќе блокираат? Ги нема во собрание, дали народот е свесен дека ги нема во собрание, освен на почеток на некоја ексклузивна седница, која што би можеле да искористат како добра вест. Ги нема во собрание. Правник едниот, универзитетски професор. Знаете колку би било од корист за многу закони, никаде го нема. И гледате, ние мислиме дека нешто работи корисно, ако ништо друго, барем за студентите, тоа отишол да се поклони на гробот на Енвер Роче.
Значи, апсолутно несериозни ликови и мислам дека е добро што не им посветувам доволно внимание, затоа што со тоа ќе ја исполнам нивната агенда, односно кревање на нивниот рейтинг, кој што апсолутно е само заради Facebook кампања, а нешто на дело, нешто конкретно во собрание, па еве, не мора да е блокада, со илјадници амандмани, нека е некој предлог законско решение конкретно. Апсолутно. Тие беа, ако се сеќавате, оние кои што го вперија прстот во ВМРО ДПМН, која се предложи на дневен ред да се стави законот за амнестија на затворениците од 27 април. Но тие исто така беа двајцата кои што не се потпишаа како предлагачи на овој закон. Зошто не се потпишаа? И кај нив отидоа на средба иницијаторите, адвокатите. Зошто не беа потписници? Тоа е лицемерие, затоа велам дека ќе повторам и така и ќе завршам и мислам дека и премногу зборови потрошив за овие невредни ликови, дека се промашена инвестиција на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како гледате на джебниот патриотизам на Бујар Османи, кој на една национална телевизија само пред неполни 17 часа изјави дека бугарите во уставот можат да влезат само како дел од бугарскиот народ, никако поинако, бидејќи и така стоело во протоколот кој го потпишал. Колку треба да му се верува на ова негова изјава која сега ја зборува и зошто сега? Знаете како јас на Бујар Османи никогаш па ниту сега не сум уверувала на кажаното, но со оваа негова последна изјава мислам дека докажува и потврдува дека тој реагира само кога е чепнат интересот на етничките албанци. А тој е министер за надворешни работи на Република Македонија. Значи, како што кажав Изет Пендаровски, тој ги представува сите граѓани на Република Македонија. И тој беше тој кој што се најде заповикан, односно навреден, кога имаше луѓе во Македонија, еминентни имиња, кои што велеа дека не може еден албанец да преговара за историјата на етничките македонци. Ајде да се оградиме вака, бидејќи ова е буквално чин на тоа. Значи, Бујар Османи реагира само кога ќе биде чепнато неговото национално чувство како етнички албанец. А воопшто не се грижи за националните чувства на етничките македонци во оваа држава, која што го носи името Македонија и во која што мнозинство или во устав така било тоа што сега се изменето, значи мнозинство е македонскиот народ, не случајно државата се вика Македонија, јазикот се вика македонски, тоа што нивните политики не довеле до тука да се биде паралелно и еднакво, ви кажав, ништо од тоа не ни довело да Македонија, барем во некој друг поглед, просперира. Неговите заложбите на Бујар Османи беа никако да не се изгуби оној момент за добивање на предпреговарачка рамка, нели кога не ставија во пакет со Албанија. Мислам дека тој повеќе навиваше да не се изгуби тој момент од причини за Албанија, отколку за Македонија. Простете, но ова е доказ за тоа. И сега реагира затоа што нели ако се стават бугарите како дел од бугарскиот народ, како беше формулацијата, реагира затоа што е свесен, дотолку е доволно интелигентен да знае дека тоа може да се случи и за неговото малцинство во Република Македонија. Мислам дека е политичар кој што многу добро во своето CV ја искористил Република Македонија, бидејќи да не била Република Македонија, ниту ќе чуел некој за Бујар Османи, ниту за Артан Груби, ниту за Али Ахмети, но за жал Република Македонија од вакви ликови има многу пак изгубено. И тоа е можеби штета која што може да се надомести, но за тоа ќе треба ново време, повеќе време, а и ликови кои што се далеку поразлични од овие досега. Дај Боже да ги има. Господја Мислам дека ги има, само што ги ставија така во подредена положба или воопшто да не пројавуваат интерес. Целта мислам дека дотука им е реализирана и општо и квалитетните ликови, а и народот во Македонија да се чувствува потиштен и да се чувствува немоćен и да размислува од типот што ако јас реагирам, нема кој да ме сослуша или ќе ми се реваншира или не се пронаоѓам. Точно е дека не се пронаоѓаат многу квалитетни ликови во овој збир од неквалитет, но од некаде мора да се почне. Затоа што квалитетот во Македонија стана
малцинство, ако разговараме нели со тој речник, а мнозинство станаа неквалитетот. И сега за да им се спротивставиме треба и некој поединец да се охрабри. Јас ги повикувам сите вакви поединци без разлика на национална и партиска припадност, ама тоа наискрено го мислам, тој го очекував од моите колеги од Алијанса за албанците, но за жал ете видовте каков чекор го направиме. Каков чекор направија, значи ние треба да се обединиме само околу борбата против криминалот и уништувањето на квалитетот. Ништо повеќе. Ќе трае, но ако издржиме, ако истраеме, мора и да успееме. Господја Стојановска, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си убав викенд, среќен Великден на вас и на вашата фамилија. Нека ни е за многу години. Пријатно до слушање и секако довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам многу, драго ми беше што овој голем ден еве го започнав, го споделив и со присуство во вашата емисија. Господ да ве чува сите, да не чува сите и само добрини да ни даде и да ни ја сочува Македонија и разумните македонци, односно оние кои што си ја сакаат државата во која што живеат. Ви благодарам. Благодариме. Сретни великденски празници, иако малку порано, сепак ќе кажеме дека Христос воскресна, навистина воскресна, уште 3 часа неделата овде во. Кај нас нешто повеќе, кај вас нешто помалку, но како и да е, да веруваме во тоа и да се почитуваме меѓу себе, но со личен доказ и пример, не само на зборови. Так. Ви благодарам. Здрави. Секој е добро.